Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат анализа, краток осврт за квалификациите за големата награда на Унгарија, која ќе се вози утре со почеток во 15 часот и 10 минути по македонско време. Голем поздрав до сите македонски љубители на Формула 1 кои присуствуваат таму овој викенд. Ви посакувам на сите утре одлична трка, а како да не биде тоа така кога Макс Верстапен прва пол позиција во неговата кариера, дечкото кој беше 7-кратен победник до сега во трка, меѓутоа никогаш не стартувал во пол позиција. За утре ги имаме сите предуслови за уште една одлична трка која можеби ќе инволвира малку повеќе стратегија од последните 3 трки кои ги гледавме на календарот во Формула 1, кои беа вистински карамбол со многу пресврти и многу претакнувања. Меѓутоа Hungaroring како патека не дозволува многу претакнувања, но сепак постои простор за одредени маневри и тука стратегијата, потрошвачката на гумите, на временото влегување во пит утре ќе биде клучна, но меѓутоа сметам дека има доволно брзина во Макс Верстапен и во болидот на Red Bull Honda да земе уште една победа која би била трета, и дефинитивно мислам дека и највлажните соништа на луѓето од Honda оваа година не веруваа, не сонуваа дека може да дојат до можност за трета победа. Иако сме, замислете, само на половина од сезоната, иако технички Hungaroring веќе е во вториот дел календарски, бидејќи имаме нерамен број на трки, веќе е во вториот дел од сезоната. Меѓутоа, ајде да почнеме од почеток. Во Q1 isfрлени беа Кубица, потоа Строл, Даниел Рикјардо со Рено, разочарувачки уште едни квалификации за него, според мене разочарување на денот. Серхио Перес и за 0.055 делови од секундата водачот на Вилијамс Расел за малку не влезе во Q2, одличен напредок. Вилијамс оди напред, иако Кубица е убедливо закован на дното, сепак Расел покажува дека во болидот на Вилијамс почнуваат да доаѓаат перформансите. Потоа во Q2 исфрлен Магнусен со најновата аеродинамичка спецификација, на Хас Джиовенаци, па Кивијат, Албон и Хулкенберг 11, кој утре има можноста да стартува прв од надвршена десетка и да има слободен избор на гуми. И во Q1 последен 10-ти Рајконен, па Грожан, како што напоменавме, со овој пат со аеродинамичката спецификација од Австралија, значи дефинитивно Хас има проблеми со развојот на болидот, па Саинц со Мекларен, Норис, значи Мекларен the best of the rest, 7 односно 8, па Гасли, Фетел, Леклерк, Хамилтон, Боташ и Макс Верстапен. Секоја чест, уште еднаш, утре мислам дека Хамилтон од трето место ќе гризе спрема Ботас и спрема Верстапен, така што не очекува фантастична трка. Ферарито докажува дека има подобар менаџмент на гуми, особено утре ако има високи температури, а верувам дека тоа ќе биде така што Ферарито може да остане и подолго на патека во однос на првиот стинт, па потоа да имаме тука мала игра на плевматици. Мислам дека е можно да гледаме стварно добра блиска борба за врвот и дефинитивно дуелот Хамилтон, Ботас и Верстапен очекувам да биде навистина епски. Ве поканувам уште еднаш сите заедно утре со почеток од 15 часот и 10 минути по македонско време да ја проследиме големата награда за Унгарија и потоа заедно да ги прокоментираме настаните од дистата. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Доколку веќе тоа не сте го сториле, коментирайте кој е вашиот пулен за утрешната трка, кој мислите дека ќе стигне до врвот, може ли Red Bull Honda да дојде до својата трета победа во првиот дел од сезоната, или сепак Хамилтон и Мерцедес ќе го возвратат ударот. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме утре за големата награда на Унгарија. Поздрав!